Ткање. Ткаењето е технолошки процес на изработка на ткаенини со преплетување на два жичени системи. Едниот систем на жици се протега по должината на ткаенината и се нарекува основа, а другиот по ширината на ткаенината се нарекува јаток. Постојат различни претпоставки за тоа кога човекот почнал да ткае. Повеќето народни преданија ширум светот го поврзуваат потеклото на ткаењето со човечкото наблюдување на природата и воочување на можноста за преплетување на гранки од дрвја или лисја од бамбус. Покрај тоа, легендите на многу култури го поврзуваат изумот на техниката на ткање со почетокот на нивната сопствена историја. Асирците таа чест ја укажале на кралицата Семирамида, египтјаните на божицата Изида, која е представена со совалка во раката или на главата, античките грци на божицата Атина, а римјаните на Минерва. Создавањето од ткаенини било возможно благодарение на два факти: пронаоѓање соодветни влакна и унапредувањето на кратките влакна во нишки со помош на вретена. Фрагмент и од најрано изработени ткаенини. Археолозите ги процениле како стари повеќе од 10.000 години, тоест дека датираат од неолитот и се пронајдени во Езерската област во Швајцарија. Со векови, жиците на основата се подигале со прсти, кревајќи ја секоја жица поединечно. Со воведувањето на еден вид штичка, што овозможувала веднаш да се подигне група на жици од основата и на тој начин да се формира зев, процесот на ткање бил значително подобрен, но сепак постојано се користела едната рака на ткајачот. За да може ткајачот да ги ослободи двете раце и да може да го користи совалката со невитканиот јаток, неопходно било да се откријат и применат тркалото и лостот, со што довело и се овозможила изградба на современ разбој. Разбоите што ги користиме денес се во суштина слични на оние од пред 1000 години, а многу од денешните ткаенини се направени во структури стари илјадници години. Првите и најстарите разбои биле вертикални. Ткајачите ги врзувале нишките од основата за греда или за гранка, а на долните краеви на нишките врзувале камења или тегови, за да постигнат затегнатост на основата. Подготовка за ткање вклучува подготовка на основата, сновење и воведување во разбојот и подготовка на јатокот. Подготовката на основата вклучува избор на предиво, техничка пресметка која го одредува бројот на жици на основата, потребни за да се добие ткаенина со одредена ширина и должина. Точниот број на жици на основата се добива кога ширината на ткаенината, изразена во сантиметри, се множи со бројот на жици на 1 сантиметар, што зависи од густината, финост, нумерација на брдото и слично. Пресметувањето на должината на основата го подразбира збирот на саканата должина на ткаенината, процентот на вткаеност и потрошена основа за врзување на кросното за навивање на ткаенината. Дополнително се одредува редоследот на боите на основни нишки, пошто следи постапката на сновење. Подготовка на јатокот вклучува избор на предиво и премотување на јатокот на совалката. Најчесто за основа се користи кончено предано, заради јачината и способноста да издржи големо триење и напрегнатост на жиците. А за јаток може да се користат најразлични материјали во согласност со саканите одлики на ткаенината. За ткање се користи предено од влакна од растително потекло, лен,
коноп, рафија, памук, или од животинско потекло, како свила, волна и разни животински влакна, вештачки произведени влакна со органско потекло како целулоза и неорганско потекло, најлон, дралон, перлон, акрил. Преплетите ја сочинуваат конструкцијата на ткаенината, тоест тие го представуваат начинот на вкрстување на основата и јатокот на нивната меѓусебна положба во ткаенината и ја одредуваат конструкцијата на ткаениот материјал. Освен тоа, покрај преденото што се користи за основа и јатокот и преплетените, исто така влијаат на изгледот и особините на ткаенината. Преплетувањето се определува според големината на односот на основата или јатокот, што представува намал број на различно поврзување на жици на основата на површината. Може да се види кој систем е повеќе застапен, што го дефинира ткаењето како основно, доминантна основа, јаточно, доминантен јаток и еднакво, и двата система се подеднакво застапени. Покрај оваа поделба, преплетите може да се поделат во 5 различни групи, и тоа: основни, платно, кепер и атлас, изведени, рипс, панама, појачен, повеќекратен, скршен, одземен, мрежест, засенчен кепер, комбиниран, жаккар и сложени преплети. Сите наведени преплетувања се графички прикажани на ткајачка хартија, која се одликува со квадратна поделба, каде што вертикалните колони ја представуваат основата, а хоризонталните колони јатокот. Цртањето на преплетите во ткајачката хартија се врши на одреден начин, така што местото каде што основата е на лицето на ткаенината се означува со полно поле или некој знак.